Од Друштвото на успешни македонски министри за одбрана со сигурност е дел мојот денешен гостин. Тој е чувар на мрежата на фудбалската репрезентација на Македонија и еден од капитените на националниот тим. Неговата клубска кариера долго време ја гради во Шпанија, каде 6 години беше голман, а стана и еден од заштитните знаци и клучен играч на Рајо Ваљакано. Објективно, во Шпанија има статус на звезда, не само поради тоа што дел од најзвучните имиња кои играле во примера не успеа да затресат неговата мрежа, туку и поради неговата маркантна појава, харизма и уникатен моден, но и животен стил. А кога си во фокусот на вниманието, логично, тоа значи дека и најдобрите сакаат да бидеш дел од нивниот тим. Беше многу близу до трансфер во Барселона, тоа сценарио не се исполни. Самиот одлучи дека нема да се пресели во Саудиска Арабија, па така, долгите најави дека ќе се пресели во Валенсија, конечно се исполнија. За фудбалот во Шпанија, животот во Мадрид, за Македонија, за возбудата која верувам постои кај него поради неговиот предизвик во кариерата кој му предстои, разговараме со единствениот Столе Димитриевски. Со мојот денешен гостин со задоволство ќе разговарам на тема фудбал, меѓутоа уште подраго ми е што е таква личност да можеме да разговараме и на многу други теми, а сега добро знаете дека е во центарот на вниманието поради тоа што му предстои промена на клупската средина. Освен тоа, ретко е во Македонија, најчесто поради репрезентативните обврски и тоа, односно сега беше супер момент за да се најдеме и конечно да го реализираме овој разговор и ова интервју. За мене е голема честа што мој денешен гостин е Столе Димитриевски. Столе, добри дојде во Телма и во Ферплей. Добро ве најдов и јас сум доста среќен и задоволен што сум гост овде кај вас и често ја пратам емисијата. Благодарам многу и веднаш ќе стартувам со она што е главна тема, затоа што некако преплавени беа со право сите медиуми со она што ќе биде твоја иднина. Јасно беше дека како се приближува на официјална крај на соработка со Рајо Ваљакано, треба да видиме кој ќе биде следниот чекор. И сега, добра вест е што од многу страни имаш интерес за тебе. Конечната одлука е дека се селиш во Валенсија. И сега, какви ти се емоциите? Тешко ли е да се збогуваш од една страна со стариот клуб и да се подготвиш за нешто ново? Па добро, баш последната утакмица јас соопштив на моите соиграчи и на стручен штаб дека сум одлучен дека нема да обновам договор со Рајо Ваљакано. Тоа е моја персонална одлука што можев да останам во клубот, како што збореше и претседателот и клубот и директорот како представник што сакаше да останам во клубот, но мојата одлука беше дека едноставно циклусот заврши за мене у Рајо Ваљакано и сакав да у најдобрите години во клубот да заминам од клубот заради тоа што сакав да напредувам доста, да дадам уште еден чекор во кариерата, така да точно се шпекулираше за новите клубови, се шпекулираше за многу клубови, но и сепак една од шпекулациите треба да биде точна, зашто ја имам веќе нов клуб. Набргу ќе соопштам од моја страна кој е клуб, зашто и денеска сум играч на Рајо Ваљакано до 31 овој месец и имам респект спрема клубот, спрема најувачите, зашто прекрасно се осеќав на последниот надброј, иако не го играв, не ми представуваше никакво проблем. Со соиграчите, со најувачите се опростив и само можам да се заблагодарам на клубот, на
навивачите и на колегите во клубот. Да, несомнено, твојот престој и игра таму беа клучни, беа многу важни за напредокот и за тоа еве сега што ќе ти следува. Официјално само за оние што не следат, твојот договор со Рајо истекува на крајот од месецов. Да. Затоа не можеме однапред да зборуваме нешто, ќе чекаме официјалната нова соработка и представување во новиот клуб. Верувам не е сеедно. Со првиот голман, со еден од клучните играчи, беше меѓу носителите на игра, направи клучни потези за опстанок и така натаму и сега губат важна, сериозна алка од екипата. Па добро, сега у клубот бев 6 години, имам скоро 200 надпревари за клубот, сите години сум играл, у првите сега следната сезона ќе се слави 100 години од клубот и у првите 100 години јас сум голман со највише надпревари за клубот, така да тоа е, јас сум дел од историја на клубот, така да затоа имам преголем респект и они имаат преголем респект спрема мене. Тешко беше за мене да одлучам, зашто ипак кога ја донесев одлуката за да одам од клубот, се тоа беше заради тоа зашто самиот на себе, ако останев во клубот, ќе бев конформист, а не сум конформист по природа, така во Ти требаше едноставно и нов предизвик, така? Да, нов предизвик и повеќе од промена напредување во подобар клуб или во нови искушенија во кариерата, така да затоа беше донесена таа одлука и пак ќе кажам, захвален сум на клуба за се, како и они на мене и сум дел од првите 100 години. Логично и според возраста и според заслугите беше нели прв голман, меѓутоа во секој клуб постои интерна конкуренција. Човек никогаш не е сам на својата позиција, секој пат може да биде заменет ако има лош период, неуспеси и така натаму. Прво, како ти сам се носиш со таа улога, затоа што кога си број 1, нели тоа треба да го оправдаш, си имал ли некогаш проблеми со оние кои го чекаат на некој начин својот ред? Да бидат почесто. Добро, ова е константна компетенција, константна надпреварување што ти треба да во ден, секој ден е како ново докажување за мене и мислам дека зашто тоа го правам секојдневно, затоа сум останал толку време на голот. Нормално сега имаш конкуренција на позицијата и нормално е дека секојдневно се бори за местото, али тоа е измеѓу нас има респект, има добра релација. Тешко е да бидеш најдобар пријател, зашто едно е местото и иста цел имате. Да, иста е целта, али ипак со некој поголем е филингот, со некој помалку е филингот, али до ден денеска имам коректна и добра релација со сите колеги што сум поменал у Шпанија и у Македонија. Кој ти ќе ти остане, кој ти е за сега можеби број 1 пријател, дали од клуб или од најсилната конкуренција во Шпанија? Еве можеби од друг некој клуб е? Па добро, не, имам еден соиграч со мене што игра Алваро Гарсија, што заедно сме во моите почетоци у Шпанија, у Гранада бевме заедно 2 години, се разделивме и веќе у Рајо Ваљакано 6 години заедно истото лето стигнавме. И он ми е еден од имам доста пријатели што сум направил устек на времето, но он ми е заедно со него сум 9 години, се знаеме 6 години у клуб, 2 години пред тоа заедно и ипак имам со него една феноменална релација и можам да кажам дека ми е другар, не колега, само или пријател. Да, вистински пријател. Знаеме дека има баш звучни имиња кои што во овие години сепак не успеа во мисијата да ја затресат твојата мрежа. Има ли такви за кои што ти е најдраго и за кои што ти значи во твоето CV, што не успеа да ти дадат гол? Па добро, сега секој пат кога ќе играш против големите клубови оваа сезона, например,
Мислам дека само ние имаме оставено чиста мрежа против Реал Мадрид на Бернабеу и клубот у историја на клубот, мислам дека 22 години нема оставено чиста мрежа и сепак тоа е еден голем предизвик, али едноставно јас сум мотивиран и кога играм со долните клубови, со средните клубови, зашто мојата цел е да не примам гол, така да немам некој играч повеќе. Ме обсесионираат играчите кои ми дале 2-3 пати гол и се фокусирам за да може да не примам, али вакво, сум среќен зашто оваа сезона со Реал Мадрид сме имале чиста мрежа. Да, ова што велиш се обседнувам некој пат со дадени играчи, што тоа значи слушав едно вакво кошаркарско интервју. И за дадениот играч, истово го зборуваше капитенот, да знаете дека мојот колега не спиеше, самиот изгледа не знам колку видео инсерти од надпревари, се со цел на противникот да му украде топка, да го спречи да биде добар и му успеа тоа. Како ти го правиш? Или истото го применуваш? Па добро, да. Сам анализи, сам прегледување на гледаме доста видеа со екипа и индивидуално гледам, али тоа е факт дека на некои играчи посветувам многу повеќе внимание заради тоа што сум бил обсесиониран малку, што ми дале 2-3 пати гол и сега уште подетално ги гледам ситуациите и ги анализирам, али тоа е еден помош за да дојдеш до подобар резултат, до подобра игра и да можеш да не примиш гол у мојата ситуација. Има ли некој изрека што најчесто им ја кажуваш на стоперите, на тие што се први најблизу до тебе? Голманот редовно вика, мора да вика, да има прегледност на играта. Дефинитивно, мислам дека ја на штоперите немам некоја директна што им кажа, али нон-стоп зборам со нив лево, десно, пази и тие ми се имаш играч, тие ми се најчесто ги употребувам тие зборови, да. А се лутиш кога ти ја враќаат назад нон-стоп топката и кога ќе те натераат да мораш повеќе да играш фудбал, што би требало еден голман? Нели има такви ситуации? Па да, ама видите сега, ја уживам, ние почнавме да играме фудбал, секој дете кога ќе почне да игра фудбал, сака да биде со топката. Не сака само да се позиционира, да трча, да игра дефанзива, цело време сака да помине со топката. Така да и на мене кога ќе ми ја враќаат, мене ми е супер, се чувствувам коматно и немам никаков проблем со тоа, зашто повеќе време ќе поминам со топката и повеќе време уживам. Добро. Како стоиш со пеналите? Дали ти се траума? Затоа што знаеме дека пенал ситуациите за голманите се оние 5 минути, да речеме. Многу често тука голманите се херои, па стекнуваат и светска слава, макар со еден одбранет успешно пенал, а многу често пенал рулетот, нели, ќе се препише како неуспех на голманот. Па да. И дали ти се проблем тебе во твојата глава? Не е проблем. Проблемот не мислам дека у глобала не е проблем за голманите, зашто голманите само може да добијат од пеналот, зашто сите рачунаат дека играчите кога ќе направат пенал, сите се радуваат дека имаме пенал, ќе дадеме гол, као сигурен гол е тоа. Али голманот тргнува ситуација која што е многу психички по-добра од играчот, зашто играчот мора да го даде, а голманот не мора да го одбрани. Има опција зашто е доста тешко на денешно време со линијата кај што треба да газиме, е многу тешко, уште потешко од тоа што беше, али мислам дека не, и голманот е поголема предност, психолошка предност од играчот за да го одбрани пеналот. Вака од аспект на личност и на карактер, во Шпанија апсолутно има голем број на фудбалски звезди, меѓутоа ти, ова можеби ќе звучи нескромно, но јас навистина верувам во тоа, стоиш рамо до рамо со нив, затоа што многу често ти беше играч на колото, во идеалниот тим на колото, значи ти си меѓу најдобрите. Знаат ли да те нервираат по некој пат со суетата? Па види, мислам дека сите луѓе се слободни, може да зборат реално што сакаат за било која, за мојата, за било која професија, али едноставно
Јас сум поотворен тип зашто ги разбирам сите луѓе, сите зборат нешто од нивна историја што имаат преживеано, што имаат доживеано, така да немам никаков проблем зашто знам у денот се што правам за мојата професија, за тоа што играм фудбал и што сум посветен. Како поминуваат годините, мислам дека сум посветен се повише и повише време и сати на мојата професија. Константно, мислам дека и тоа е као рецептот до успехот, зашто на денешно време, ако не останеш на тоа ниво, или се дигаш или паѓаш. Така да само посветувам уште повеќе време на мојата професија, работам многу други работи што никој пат сум мислел дека ќе работам, али го сакам, го работам тоа со љубов и мислам дека некој кој работи со љубов, бар ја не сум се осетил никој пат у живот дека работам. Убаво е, верувам, фино е човек да живее во Мадрид, не е ич лошо. Како си ги помина ти овие години? Кои се најубавите работи кои можеби ти ги даде тој град, ги научи во тој град, затоа што сигурно средината во која живееме би требало да дозволиме да не промени и ние нешто да научиме. Дефинитивно, јас знам филозофијата на шпанскиот живот, сум живеел на различни, на 3 места, мислам дека пред Мадрид, али ипак Мадрид е како Македонија, Скопје е главен град, се е тука, голем град, имаш многу избор за се и јас секој пат кажувам дека у Мадрид имаш се што сакаш у секое време. И онда кога ќе ти помислиш да можеш да идеш на куглање или у кино или у било какво или на гњурење, можеш да идеш у Мадрид, иако немаш море близу, али можеш да идеш, има трговски центри со такви ствари, така да затоа и Мадрид мене ми се свиѓа и јас го обожавам градот и сега не знам кај би живеел кога ќе завршам со кариерата, али Мадрид е една од топ дестинации твои. Дефинитивно. Уште малку раскажи ми таму, во што најмногу уживаш? Еве, на кои места таму најмногу сакаш да одиш? Има ли некоја храна што сега веќе знаеш дека најмногу ти се допаѓа? Еве, сподели ми малку од тие надвор од фудбал нештата што таму ги сакаш? Па добро. И кафето веројатно треба да се спомене. Кафето дефинитивно кафето. Јас сум одам по ресторани, сакам да пробам нова храна, али дефинитивно јас сум по кафето и повеќе сакам смирен амбиент, конверзација, кафе, тоа е мој лайфстайл. А вакво од јадењата, па добро, сега мислам дека сега повеќе ќе ми подобро ќе ми дојде, мислам дека паеја, они викаат тоа е типично од Валенсија. Па ќе видиме, сум пробал доста, али ќе видиме баш како е, кажува дека најдобрата е у Валенсија, типична. Таму, автентична. Да, автентична дека е. Таму, али вакво, дефинитивно кафето е моје уживање. Да, уживаш во него. Има ли вистина во тоа дека и си вклучен во таков некаков бизнис, кафетерија? Па добро, имаше доста шпекулации што ме прашуваат луѓето, но уште немам дефинитивно отворено кафетерија и таква нешто, али тоа е у предвид и у план и сигурно набрзо ќе бидне, имам еден план и таков проект што би сакал да го покажам на луѓето да можат да уживаат и да
да го разберат мојот лајфстайл. Да, дај Боже да биде така. Мене убаво ми звучи човек да отиде таму да се прошета, можеби да гледа добар фудбалски натпревар и да пие кафе кај столе во кафетерија. Зошто да не? Да, дефинитивно, ја замислувам многу по органски да бидне и да бидне по минимализам, да биде како да одиш да испиеш само добро кафе, не да Кафето е централна тема. Одиш за вкусот. За вкусот, да, кога дефинитивно. Кога сме кај вкусот, кој е ти омилено кафе, ќе ми кажеш, кој тип? Па добро, јас пијам, пробувам доста разни, константно пробувам кога ќе патувам, купувам, пробувам, али дефинитивно, например, Колумбија е топ кафе, Бразил исто има топ кафе и сега у последно време пијам од Ондурас. Од Ондурас има специјални куќи што го одгледуваат и го прават и посветуваат доста пажња и затоа кафето доаѓа до израз. Ти не криеш, тоа веќе луѓето го знаат, те препознаваат по уникатниот стил. Пред да ми кажеш за твојот стил, што ќе кажеш за Жил Кунде? Дефинитивно го привлекува вниманието, но Барселона го внесува лајфстајлот многу повеќе, зашто дефинитивно тој тип на клубови гледаат подалеку на работите, зашто моментално сите луѓе, сите фанови што сакаат да видат да гледаат утакмица, може да купат карта и да гледаат утакмица. А Барселона ти изнесува, ти носи на социјал медија, на нивната телевизија, како доаѓаат играчите, како е совлекуваната, што тоа не може да се види. И на луѓето тоа е моментално им е многу поатрактивно и поинтересно. Али стилот е уникатен и он, доста зборам со многу соиграчи, он што сака да направи една модна ревија која ќе оди на утакмица. И за мене, јас кога ќе се спремам да одам на утакмица, за мене тоа е како еден празник. Јас се облакам и јас се чувствувам дефинитивно за мене, у мојот стил, се чувствувам одлично и одам на утакмица, одам со полна енергија, со позитива, се осеќам добро, идам на утакмица и веќином играм многу пати добро и тоа е како некоја енергија што ја креирам на ден на утакмицата, кога ќе одам, и тоа ми е феноменално, зашто влагам позитивен и го отргнува малку притисокот што треба да мислиш на утакмица, зашто кога ќе дојде утакмица да мислам и сум фокусиран дефинитивно на утакмица. Јасно ми е. И до сега се покажа дека дел од брендовите сакаат да соработуваат со тебе, па да направите фотосесија, па да облечеш некое нивно парче. Би се случило, можеби дали и до сега се случило, да некој бренд, некоја облека искрено тебе не ти се допаѓа, тоа не е твој стил и речеш не, јас не сакам да, пример, да соработам со вас или да ја носам таа облека, затоа што мене не ми одговара, да речем. Па да, Би имал ли искрен однос во тој поглед? Дефинитивно да, например, сега е многу полесно те контактираат преку Инстаграм, Фејсбук, Твитер, те контактираат, но дефинитивно ги гледам работите и може некои ми се свиѓат, може не ми се свиѓат, али ако веќе сакаат да ми пратат дел од работите, би сакал да ми се свиѓа, зашто да ги носам работите. Ако ги земам само да не ги носам, подобро нека ги подарат на некој што ќе ги носи и што тоа е негов стил и негово облакање на стилот. Од се што имаш во твојот плакар, има едно од сите нешта што ти е омилено? Не, немам омилени. Нема фаворит? Не, немам фаворит. Отворен сум за такви работи и може има некои работи што помалку ги носам, некои повеќе, али фаворит да имам дефинитивно не.
Инаку некаде слушнав, ама сакам и сега тоа да го споделиме барем накратко, дека ти имаш дома, односно имаш кај себе и едно парче облека од Карло Анчелоти, така? Па да, тоа беше Добро, не е мала работа. долга историја. Имам еден кардиган, еден джемпер со копчиња што се носи под сакото кога ќе носиш. Тоа е зимуска која е малку поладно и сите зборат јас сакам дрес, обично Реал Мадрид сите сакаат дрес од не знам Винисиус, од Белингам, али окей, за мене Карло Анчелоти е како главата на сето тоа и го поштувам неговата филозофија, неговото размислување о фудбалот и му побарав на него, зашто ипак тоа што прави Реал Мадрид до последните години е голема историја у фудбал, дефинитивно. Ќе одиш, рековме, во Валенсија, не сакаме тоа да го форсираме пред да биде официјално, но објективно е така, ќе се преселиш. И еден од првите луѓе кои што ја објавија веста беше добро познатиот Фабрицио Романо. Го знаат и во Македонија, особено тие кои сакаат фудбал. Може ли малку да поразговараме за таа релација? Еве да им кажеме на гледачите како во тој свет тоа се одвива, затоа што овој човек, оваа личност, овој новинар секогаш има брза, точна информација која споделува со јавноста. Нема кај него шпекулации, нема кај него невистини. Како комуницирате и дали комуницирате? Па добро, ја мислам дека он у последните 5 до 10 години, мислам дека еден од најдобрите новинари, да кажеме, со најточни информации, но дефинитивно сигурно има голем круг на луѓе кои што се у овој бизнис, спортски директори, менаџери и претседатели, зашто сепак ја што го познавам минимално и имам минимална, да кажеме, соработка со него, он ја проверува информацијата, било кој да ја даде, дали директорот, дали некој играч што му дава информација. Убаво изгледаше искрено твојата фотографија и тоа со македонско знаме и со суперлативи, со убав надпис каде тој тоа го сподели. Значи имавте комуникација пред тоа да го направи, така? Па мора да праша. Да, дефинитивно он ја имаше информацијата, но јас да кажеме јас ја потврдив информацијата дека само он има официјално кажано дека јас ќе одам во тој клуб, али и после тоа очигледно и другите, али информацијата он ипак ја провери кај мене информацијата дали има контакт измеѓу мене и клубот, дефинитивно дека да. Добро. Имаш и понуди од Саудиска Арабија. Ова е многу голема тема во модерниот фудбал заради тоа што многу ги измести коцките и направи бранувања. Кога е понудата од Саудиска Арабија, вообичаено е и богата. Меѓутоа, ти не одлучи дека сакаш да одиш таму. Би кажал накратко зошто? Па, ипак ќе кажам, мојата филозофија на живот е по-различна, мислам дека од другите фудбалери, зашто јас мислам дека дефинитивно да кажам дека фудбалерите у шпанско првенство заработуваат многу добро во добрите клубови и во цела прва лига заработуваат многу добро. На мене никој пат парите не ми представувале, парите се битни, но не најбитни. Тоа е мојата филозофија и јас како соно дете сум сакал да играм у голем клуб. До сега сум играл у Гранада, у Раја Ваљакано, у Кадис, Гимнастик, но не сум играл у ваков клуб
како што има интерес за мене и едноставно сакам да кажам дека клубот што ќе ми придонесе и што ќе ми даде да го исполнам сонот, парите не би замениле тоа, да? Замениле у никој случај. Но јас мислам дека оваа одлука што имам донесена е правидна заради тоа зашто ќе можам да играм уште 4 години, 5 години на високо ниво и после од тоа високо ниво, ако би сакал да играм Арабија или некоја по-друга дестинација, би имал опција, би имал шанса. Не гледам на работите од денеска за утре. Сакам малку подалеку да гледам, зашто до сега така сум функционирал, така сум напредувал и мојата одлука е за тоа баш така. Ова е целата историја за одлуката да не одам во Арабија. Сега ќе се преселам малку на тема репрезентација, бидејќи и времето полека ми минува. Ти си веќе долго време во репрезентацијата, сега се такви околностите, за жал Барди има повреда за која му посакуваме побрзо да ја надмине. Тоа значи дека ти ја имаш на овој циклус пријателски надпревари капитенската улога. Оној момент ми е секогаш интересен кога екипата ќе се собере пред првиот судиски свиреш и тука треба капитенот да ги каже оние мотивирачки неколку зборови, што најчесто, што кога си ти капитен им кажуваш на играчите? Па добро, ја на пример увек сакам да кажам дека сакам да се дигне во тој момент мотивацијата, ипак за мене, у мојот случај ја кажувам и тоа сакам да го пренесам на соиграчите, дека за мене да играш за репрезентација е побитно од било какво клубско надпреварување. И дефинитивно јас го сваќам тоа дека не можам да ниеден надпревар во Ла Лига може да биде побитен кога ќе играм за репрезентација, зашто чувствата се многу различни и неопишливи. И сега јас сакам пред тој свиреш некој пат зборува селекторот, некој зборувам јас, Барди, тука е и Аце, Трајковски и Елиф, по старите, али дефинитивно сакам да биде малку мотивирачки, малку разумно да се знае зошто сме тука и дека имаме еден план за да дојдеме до победа и до успех со репрезентација. Во моментов репрезентацијата, за жал, ги нема најсветлите денови, што не значи дека во иднина ќе ги нема. Сме ги имале некогаш, меѓутоа тоа не е една рамна линија, нели некогаш е погоре, некогаш е подолу. Чувствуваш ли ти, да речеме, некоја позитивна енергија и надеж дека нештата ќе се придвижат на подобро, затоа што убаво рече ти си меѓу повозрасните. Ти можеш од една поинаква перспектива да ја видиш ситуацијата. Ти можеш да процениш како помладите играчи се однесуваат кон таа обврска да се носи националниот дрес. Дали е некој ноншалантен кон тоа или некој го доживува буквално како што би се рекло живот или смрт. Така што како таа ситуација би ја оценил? Очекуваш ли да се коригираме? Јавноста критикува многу, но добро, резултатите се такви какви се. Сепак има и фанови кои веруваат во вас и веруваат во подобри изданија. Видите, моето размислување за критиките се разумни кога фудбалот функционира така, немаш резултати, имаш критики, имаш резултати, имаш пофални зборови, но нормално е дека имавме голем успех, први успеси за репрезентација, пласман на Европско првенство, после тоа плей-оф за светско првенство, отидовме у финалната утакмица за плей-оф со Португалија, завршивме втори у таа група. Нормално е дека после успехот ќе има еден пат у националниот тим, зашто тоа е нормална ствар. И ние сме Македонија, мала држава која што треба да склопиме и да направиме добар тим за да може пак да дојдеме до таков европски или светски успех.
Нормално е дека ќе дојде ситуација кај што ќе има пат репрезентацијата, па ќе оди од тој пат. Само ние треба да бидеме уште појаки и да го издржиме процесот на тој пат, но нормално имаме доста млади фудбалери кои што се доста талентирани, работат и Те слушаат кога нешто ќе им сугерираш, те слушаат ако некојаш ги искритикуваш, ако им даеш сугестија, чекај, ова не треба да го направиш вака, туку треба вака. Па дефинитивно јас пробувам да ги објаснам ситуацијата или у таа ситуација што се наоѓаат, али разумно и нормално е дека сите сакаме да играме и јас ако имам 30 години сакам да играм, а ако он има 19-20 години и пак сака да игра. Тоа е нормално у фудбал. Но само можам да ги пофалам младите и да кажам дека они се иднината на оваа репрезентација. Дефинитивно треба да поработат многу по-квалитетно и многу по-добро на клубските надпреварувања, да имаат поголема минутажа, тоа е нормална ствар, али дефинитивно го имаат талентот да бидат у репрезентација и у феноменални клубови. После оној пораз од Хрватска и ден-два слободни, ќе биде можеби малку тешко за вас да се погледнете во очи и да речете добро, тоа е за нас, сега одиме понатаму? Па дефинитивно за мене секој пораз е пораз. Дефинитивно дали е пријателска утакмица или официјална утакмица. Имавме утакмица, имаме 2 дена слободни, што мислам дека дефинитивно за десконектирање на главите со нашите фамилии, со нашите блиски да се видиме, да конзумираме таа енергија која што мислам дека ни е потребна да дојдеме до следниот надпревар и да направиме поволен резултат. Имаме време да се спремиме 2-3 дена и мислам дека ќе одговориме на тој надпревар на високо ниво. Ми беше задоволство да разговарам со тебе. Време ми недостасува повеќе, но ќе имаме следни прилики. До тогаш најважното од се ти го посакувам, тоа е доброто здравје. Среќа во новите предизвици и дај Боже оно што го рековме еден ден и да гледаме надпревари и да пиеме кафе, говорам македонската јавност, таму каде што имаме наш човек, вистински добар амбасадор на Македонија. Фала на вас, фала за поканата и баш комотно и супер се осеќа овде во вашата емисија. Може ли само за крај да ми помогнеш? Ќе одјавам сега емисијата, а можеш ли ти на шпански? Јас ќе ги кажам тие поздравни зборови, а ти ќе ги повториш на твој начин, може? Добро, јас на нашите гледачи им благодарам многу за довербата и посакувам навистина да се почувствуваате горди што имаме ваков убав пример. Значи, ова е тоа што треба да го кажеме, бидете добри, живи, здрави, следете нашата програма и се гледаме повторно во Fair Play. Muchas gracias por vernos en esos tiempos aquí en la televisión. Espero que habéis disfrutado del programa y muchas gracias otra vez más para todos vosotros que estaremos de nuevo aquí.